Почитувани гледачи, ова е програмата на Канал ВИС, емисијата Визави очи во очи. Вечераше наша гостин е Ристо Вилков од Сојузот на синдикатите на земјоделски производители од Струмица, за кого ќе разговараме за изминатата или сезоната која што е зад нас, аграрна. Има ли место за задоволство и на каде одат аграрните политики кои што ги креира државата? Господине Велков, добро вечер, добре дојдовте во студиото на Канал ВИС. Добро вечер, благодарам на поканата и најнапред да ги поздравиме вашите гледачи, а пред се би го упатиле поздравот до нашите земјоделски производители и да не забораваме, бидејќи денеска е еден голем христијански празник, да им честитаме домашната слава на сите оние што го слават празникот. Еден од ретките земјоделци или ретките здруженија кои што сакаат јавно да зборуваат за аграрните политики и за проблемите на земјоделците. И понатаму останувате на тој став дека треба земјоделците гласно да се изборат за своите права? Па мислам дека се уште, барем јас така, мислам дека се уште се земјоделци далеку од она што ги следува и што треба да се направи во секторот земјоделие. Кога зборувам тоа за земјоделието, мислам го опфаќа севкупните активности пред се од сферата на носењето на законските регулативи кои барем според мене, ево уште на почетокот да кажам, мислам дека се води барем во овие 30 на години една погрешна политика, бидејќи според мене станува збор за законски регулативи во земјоделието и мислам дека тие законски регулативи и закони треба да ги носат самите земјоделски производители, додека апликацијата треба да биде само од Министерство за земјоделие и самата влада, бидејќи го велам тоа затоа што оно што треба да ги имплементира и спроведува тие закони се самите земјоделски производители и баш поради тоа во низ за случаи при носењето на одделни законски регулативи доаѓа до тешко спроведување, бидејќи самите земјоделски производители не се запознаени со целта на одредени закони кои што треба да ги спроведуваат. Тоа ми е следното прашање. Сметате дека земјоделците не се доволно едуцирани или пак не покажуваат интерес или пак чекаат некои трети да им ја завршат работата? Точно е тоа. Мораме да кажеме податок од сето она што се случува терен дека нашиот земјоделски производител е неедуциран. За жал, најголемиот број од земјоделските производители не го признаваат тоа, бидејќи самиот податок сето она што се случува времето на спроведување на нови технологии се спроведува и во самиот аграр. Што значи тоа? Имаме нови технологии на производство, нов начин на производство, нови сорти на дадени култури што бараат одреден соодветен начин и режим при нивното одгледување. Мислам дека тоа е голема негативна страна на нашиот земјоделски производител, во наводници тој се уште знае како треба. Збориме за регулативата, пошто почнавме со регулативата, саката, мислам, рековте дека се носи на регулатива која што тешко се имплементира на терен. Мене ми беше зборот, дали земјоделците кога станува збор за регулативата, чекаат некој друг да ми ја заврши работата, а тие да не бидат вклучени во самите процеси, или пак и понатаму стојат на страна и не сакаат да се едуцираат, барем кога станува збор за таа аграрна политика. Мислам дека неминовно ќе биде. Ако сакаат да имат успех, па ќе кажам, тие земјоделски производители мораат да ги спроведуваат законските регулативи. Меѓутоа доаѓаат до тешкоти, бидејќи немал број на носење на законски регулативи се нејасни на нашиот земјоделски производител. Во голем број на случаеви самите земјоделски производители дури не знаат за што станува збор. Еве, да речеме, имаме измени во законските регулативи при спроведувањето на субвенционирање во самото земјоделие, бидејќи од неодамна се проведе нов начин на субвенционирање на млад земјоделец, бидејќи сега веќе не важи 20 години, туку 40 години старосна граница и плюс горе на тоа веќе е зголемена сумата која што се оделува за тие млади фармери, некаде околу 20.000 евра, мислам. Така да мислам, немал број земјоделски производители не се запознаени, што значи, кога зборуваме не се запознаени, самите земјоделски производители не се запознаени дури и со оние основни законски регулативи кои што ќе ги применуваат во самиот тек на производството или ќе им користат во аплицирање на дадени, да речеме, проекти или некои други потреби кои што се неминовни во самото земјоделско производство. Но со оглед дека доаѓате од здружение или Сојузот на синдикатите на земјоделски производители, верувам дека сте го слушнале она теза. Не верувам. Не сум убеден дека ако аплицирам ќе добијам. Да, тоа е најголемата причина кај нашиот земјоделски производител. Можеби не е причина затоа што станува збор за група на
луѓе кои што се веќе во поодминати години веќе кога зборуваме за земјоделие и земјоделски производители станува збор за земјоделци кои се веќе на некој возраст меѓу 50 и 60 години, а згора на тоа веќе тие не може да го заборават начинот на кој што досега се производувале, така да новиот начин и примената на новиот начин и новите технологии тие дури не ги прифаќаат како треба и што треба. Недовербата кон земјоделските институции понатаму е на едно високо ниво, со оглед дека разочарување има пред секоја популацијата, со оглед дека распределбата на државно земјоделско земјиште, кој се добива субвенции, кој може да добие субвенција и по таа мерка млад земјоделец, праксата, искуството досега и можеби од тука таа разочараност. Но ајде, би сакал со оглед дека полека финишираме во оваа 2019 година, вие сте и земјоделец, сте и претседател на Сојузот на синдикатите на земјоделски производители, паралелно еден од ретките кои што јавно зборува и за проблемите и за успесите кога станува збор за аграрни политики. Но ако ве прашам сега од оваа дистанца, како ни беше 2019-та? Па ако одговорам директно, еве како представник пред се на градинари, можам да кажам дека веќе годината што изминува, мислам дека мора и не смеат нашите градинари да не бидат задоволни. Меѓутоа, како представник на земјоделски производители, во кои што членуваат не само градинари, туку и од останатите сектори, како од растително производство, така и од животинско производство, тука пред се станува збор за оние кои што се занимаваат со овоштарство или лозарство или со сточарство, мислам дека задоволството не е на некое ниво на кое што треба. Има некој напредок, меѓутоа мислам дека треба се уште многу да се работи за да се постигне целта, а целта е нашиот земјоделец да биде задоволен. А кога ќе биде нашиот земјоделец задоволен, мислам бенефитот ќе го стварува и самата држава. Бидејќи кога ќе имаме зголемено производство, ќе имаме зголемен увоз, ќе имаме зголемени бенефити за државата, сите оние финански средства што треба да се издвојуваат при самиот извоз на робата од нашата држава и сите оние други бенефити што треба, мислам ќе остануваат во самата држава. На што го влече да тој заклучок дека во градинарскиот сектор успешно беше создаден? Па мораме да кажеме пред се тангира на две култури. Прво се однесува на зелката и на индустријската пиперка. Зошто го велам тоа? Зелката, имајќи го податокот уназад неколку години, мислам поодамна, ја немала таа цена. Цена мислам дека ова година беше откупена негде 20 до 25 денари, а имајќи го податокот и знаењето колку е цената на чинење на производство на зелка, мислам пред се тука спаѓа самото задоволство кај нашите земјоделски производители. Истото се случува и со индустријската пиперка, која исто така има некоја помала цена на чинење на самото производство, а продажната цена беше некаде 20-25 денари. Баш поради тоа мислам дека има задоволство кај нашиот земјоделски производител. Меѓутоа што се однесува до останатите градинарски култури кои што се производуваат во нашиот регион и во државата, мислам тука дека имаше осцилации. Во даден период цената на доматот беше 50-60 денари, додека во даден период паѓаше на 10 денари. Исто така случуваше и со бостанот истото, имаше во почетокот добра цена, потоа имаше осцилација, паѓаше пак на старата 2-3 денари, така што мислам дека е неминовно тоа што го зборуваме уназад неколку години, седнување на маса и градење некоја стратегија во нашата држава, како и што понатаму со нашиот аграр. Кога станува збор за градење на стратегија, неминовно е да бидат присутни релевантните фактори, тоа е науката пред се, Министерство за земјоделие, представници на земјоделците или самите земјоделски производители и откупувачи заедно со преработувачи. За добра среќа во неколку средби што ги имавме заедно со откупувачите и преработувачите бев изненадан пријатно, баш пред почетокот на откупот на индустријската пиперка, да одреден купувач баш оваа време имаше веќе направено договори, значи ако планира веќе за следната 2020 година да направи договор со одредени земјоделски производители која количина му е потребна и да најде заедничко решение колку значи да произведе земјоделскиот производител, од друга страна ја диктира и цената самиот земјоделски производител, што значи од двете страни има согласување и мислам тука ќе нема никакви манипулации и никакви негативни работи дали ќе има доволно суровина тој преработвач или дали земјоделскиот производител ќе
го пласира својот производ. Еве сега да кажеме, бидејќи го пофаливме градинарството, според мене, мислам дека баш во овој период веќе нашиот земјоделски производител стартуваше со новата производна 2020 година и на немал број површини веќе е засадена пролетната зелка на стални, додека во растово производство веќе е во подмината фаза. Што сакам да кажам? Кажам дека неминовно беше, ако имаше некоја цел да се мисли на тој земјоделец, неминовно беше да се оствараат тие средби и да имаше заинтересираност од нашето Министерство за земјоделие, барем колку толку да знаеше, да ја имаше сликата на површината и од прилика количина колку може да се добие овој тип на производ. Ако ве прашам на што се должат високите цени, кој ќе е одговорот на Велков? Мислам дека тука пред се тоа се базира на понуда и побарувачка на пазарот. Меѓутоа не значи и тоа, бидејќи еве го спомнавме домот од водредни периоди имаше висока цена. Мислам дека во иднина, барем јас така прогнозирам, дека доматот, краставицата ќе бидат доста барен на пазарот, затоа што важат за култури кои што имаат меѓу највисоките цени на чинење на производство. Ако еве ќе земеме една паралела да направиме, ако те кошта некаде 200-250 евра декар или 1000 квадрати подзелка да произведеш, за доматот тук ќе ти треба 60.000 денари. Така да, знаеме под каква финансиска блок се наоѓа нашиот земјоделски производител и баз за тоа минатата година се реши најголемиот број од површини да ги засади со тие култури што имаат пониска цена, а ќе бидеме сведоци дека и оваа година баш истите култури ќе бидат застапени на најголемиот број на површини и најголемото производство ќе се сведува на пролетна зелка и индустријска пиперка. Очекувате 2020 да се повтори и да се преслика со 2019-та? Па, ако се направи некој напор, барем малку од малку, мислам дека општо се знае дека не само Европа, туку и светот бара храна. Зошто ние да ја фрлиме храната? Значи треба да се направи само некоја стратегија баш околу пласманот, а тоа се прави, пак ќе кажем, ако веќе претходно некој да биде заинтересиран за даден производ, ако не знае колку количина може да набави од таа држава, мислам ќе нема заинтересиран. Баш затоа го спомнав тоа дека неминува баш сега во тој период да се гради стратегија што и како со пласманот на зелката. Сакате да кажете со посредништво на институциите, пред се на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со откупувачите и здруженијата, односно земјоделците, така да се направи една стратегија, односно да се знае со една база на податоци од наша страна колку имаме засадено. Сега мислам дека тука станува збор за група на откупувачи веќе со X години што се занимаваат со тоа. Тие знаат колку отприлика можат да пласираат на надворешниот пазар. И мислам дека барем во најголемиот процент може да дојде до усогласување за пласирање на тај производ. Да, но многумина велат дека ја губиме конкурентноста на нашето земјоделско производство во однос на опкружувањето овде. Пред се смета на албанскиот зеленчук, збориме сега за градинарското производство, дека албанскиот зеленчук може да ни направи многу проблеми. Мислам дека конкурентот се губи не на база на квалитет, мислам се губи на база на цена на чинење на самиот производ. Бидејќи кај нив производствените цени на дадени производи се доста пониски, додека кај нас општо е познато дека цената на чинење на земјоделските за самото производство се доста големи и згоре на тоа мислам дека се води колку толку некоја стратегија. Баш кога имаат тие најголем циклус на производство, тие не дозволуваат увоз на земјоделски производи. За жал кај нас тоа не се случува. И баш во Велков, ние сепак сме мал пазар, така да не можеме ние да производството да го консумираме само овде, дефинитивно ќе мора извоз. Само еден податок да ви кажам, 2018 година, иако важиме за една од водечки градинарски држави, имаме ние одвоено 7 милиона евра за увоз на градинарски производи. Како одвоено, мислите? Мислам, дадено за увоз на градинарски производ, што мислам дека е загрижувачки, бидејќи сами податоци. Добро, сепак има периоди каде што да, но сепак доматите не се произведуваат многу во зимскиот период. Па тоа е причината. Па баш тоа е причината, што е висока цената. Да, тоа сака ова да го поставив ова прашање со оглед дека мора да и го речете и спојување на науката, институциите, земјоделците на едно место и примене на несовремени методи на земјоделско производство се со цел да бидеме поконкурентни на пазарите надвор од наша земја. Како да ги натераме производителите да користат нови методи, да се избегнат тој традиционален начин на производство и на куртовска капја, и на домати, и на краставици, и на зелка, туку да се
прииде кон еден современ, автоматизиран, да не кажам, начин на производство? Па веќе мораме да признаеме дека одреден број на земјоделски производители кои што имаат еден правилен пристап во самото производство, веќе го прифаќаат на тоа. Доказ, веќе на најмал површини каде што се произведуваат нашите земјоделски култури, веќе имаме примена систем кап по кап. Веќе немал број на земјоделски производители во одредени периоди на самото производство имаат успех со, да речеме, има проблем од самите климатски фактори, високи температури, наоѓаат начин како да дојде до амортизација на температурата, примерно да речеме на тие зелени мрежи или било што, да, УВ мрежи. Мислам дека тоа е за пофала, бидејќи тие веќе стапуваат во тој прави циклус на самото производство. Меѓутоа, пак ќе кажеме дека има и одредени земјоделски производители се уште не се склонни да го прифатат тоа што треба, а со самото прифаќање на овој начин на производство, мислам дека ние добиваме во квалитет на производ, а со тоа и полесен пристап до самите пазари, ќе имаме зголемен квалитет на самите земјоделски производи. Ни оде ли во нагорна линија производството? Па мислам лошо. Со оглед дека честопати говориме, па и вие сте велеле дека се испразнуваат селата, дека се помалку земјоделци по обработливите површини, но каква е статистиката? Имате ли сознание како сојуз на синдикат дали го држиме тоа ниво на производство? Па видете, ако вели статистиката дека има веќе 500-600 илјади иселени луѓе од Македонија, мислам дека немал број станува збори за земјоделски производители, сето тоа ќе се одржи во самото производство. Веќе сведоци дека има се помали површини засадени со земјоделски култури, голем број од земјоделските производители веќе ги прават последните чекори, тој репроматеријал што го имат го трошат, и тука пак ќе кажам, станува збор веќе за производители во поодминати години, додека младите земјоделски производители 90-95% го бараат спас од или во други дејности или надвор од државата. Мислам дека пак ќе кажеме дека мора да се води некоја грижа за нашиот земјоделски производител, а бидејќи станува за сектор кој што еден од главните за самото опстојување на општеството, а тоа е производство на храна. И мислам дека треба да стане огромна грижа од надлежните институции како и што понатаму со нашето земјоделие. Велите грижа од надлежните институции. Ако прашаме овде да беше сега министерот, ќе каже па да, водиме грижа. Па колку водиме грижа, го каже од терен. Не само овој министер, мислам сето она што се случува во последните 30 години. Значи, ако имаме одлични или прави услови за само производство, ќе нема иселување или недоступна работна рака во самото земјоделие. Еве оваа година, јас мислам, наредниот циклус на производство ќе има веќе недоступна работна рака во земјоделието. И тие што ќе бидат изнајмувани работници, мислам дека ќе работат со доста повисоки дневници отколку досега што работеа. Меѓутоа не е проблемот цената на која што ќе го барат, дали тие се соодветни да остваруваат работни активности кои што се потребни во даден период на самиот терен. Како поголема грижа од страна на институциите според вас? Тие дефинитивно ќе кажат, го напредуваме земјоделството, ги исплаќаме субвенциите редовно според турниците кои што се произведуваат, поттикнуваме, нудиме многу мерки кои што треба да поттикнат развој на земјоделството. Според вас, господине Велков, како до поголема грижа од страна на институциите? Еве, спомнавте субвенциите, нели субвенциите од кога се поведува, целта што беше? Да го стимулира земјоделскиот производител, да ги зголеми површините и да го зголеми производство. Меѓутоа што се случува на терен? Баш водам некоја евиденција од самото спроведување на земјоделието, ние имаме на субвенциите имаме се помало производство, се помали површини засадени со земјоделски култури, што значи промашена мерка. Згоре на тоа, голем дел од мерките во субвенционирањето не се правилно или не се правилно спроведени кај секој сектор. Ево, ќе земеме секторот земјоделие. Знаеме дека нашиот земјоделски производител располага со 8 мали површини на производство. И сега земјоделски производител со 5 декари, да кажем, 5000 квадрати, произведува пролетна зелка, ја пријавува легитимно за субвенционирање, го следува субвенција. Што со втората култура што ќе биде застапена, која што пред се тука станува збор за индустријска пиперка, дали краставица, да, нашиот земјоделски производител и овде е принуден да
прави нови трошкови во самото производство, мислам дека тука во градинарството би требало да се воде тоа така наречено двојно субвенционирање. Не двојно, него има и три циклуси на производство во градинарството. Сакате да кажете дека субвенции не по површина, туку по предадено количество? Не, и по површина да е, исто е. Да речеме, 5 декари ти произведеш пролетна зелка, ги пријавуваш, евидентирани се 5 декари Ристо Велков има пријавено зелка, што со втората култура што ќе биде засадена? Кој сноси нови трошкови? Агротехнички мерки, репроматеријали. Да, ама ако збориме само за површина, нели, тогаш како би го поттикнал земјоделецот? Може на пример да засади па и да ја добие само субвенцијата. Разбирам, но нели сметате дека подобро е да се субвенционира По кило. По килограм произведено? Тогаш ќе го поттикнеш и да произведува и поголеми количини да предаде, да се бори на пазарот. Ама за жал да речеме даден земјоделски производител кој што аплицира зелката е земја. На таа површина сади индустријска пиперка. Тој за жал не може да аплицира за по кило субвенција. Зошто? Затоа што нема површина пријавено за пиперка. Па добро, ако има предадено килограм, односно по количина да бидат субвенциите и зелката, тогаш на иста површина може да произведе две култури. Ама ако е под услов на субвенции по произведен килограм. По произведен килограм не го следува на втората, мислам дека за зелка нема, на таа што се троши, мислам за свежа консумација, не знам дали има што завршува во индустријата. А инаку во тој случај тие нема број земјоделци. Господине Велков, вака и кога излегувате производството излегува на пазар, се артикули, односно има проток на средства, фактички купопродажба. Така да ќе се регулира и тука од една страна ќе се регулира и кој произведува и кој откупува, ќе се знае тука. Па тука има недостиг на спроведување на самите законски регулативи, иначе мора да знае тој откупувач, да речеме, нека е на пазарот од кој зел, мора да има податок од кој зел, колку зел по која цена. Ова намерно да го поставам прашање, дали сте за субвенции по единица површина или по единица производство? Мислам дека по-реално ќе биде по принос од единица површина, што значи по кило. По килограм, да. така. Оти видите, еве сега, да речеме индустријска пиперката следува 3000 денари по декар. А додека од 1 декар, поготово ако е под контролирани услови, може до 5 тона производство да дојдеш. Тоа е тоа. Останатите субвенции, ова се по единица хектар, но државата често пати нуди и за преработка на пласирање во конзервно-преработувачки капацитети, па имаше и дополнителни мерки од 1 до 2 денари за овоштарството. Се е исплатено, имате сознанија? Мислам дека мора да признаваме, за жал, овоштарите оваа година беа доста оштетени, бидејќи знаеме каде заврши нивниот производ, а беше смешно да се субвенционираат со 2 денара и со 3 денара, 5 денара им доаѓаше килограм произведена на јаболка, а самото производство сигурно го чини 10 до 12 денара земјоделскиот производител, така да сега колку толку, како ги надмирија трошковите, не знам, они знаат, јас не сум овоштар, меѓутоа, бидејќи ја знам ситуацијата што се случува. Добро, јаболката па и сливите беа тука сега, во нашиот регион и вишните се овде, па затоа викам дали се исплатени и од минатата сезона. Мислам да, од 2018 година, барем во најголемиот процент 2018 година, бидејќи сега се наоѓам во период кога се аплицира за кило продадено производ за 2019, да не стане кај нашите земјоделски производители забуна, најголемиот процент за 2018 година веќе претходно беше исплатен по единица површина, а веќе има голем процент и исплатено за по килограм, предадени на одредени откупувачи или преработувачи. Така. Често пати институциите велат дека земјоделците мора да се организираат, да го укрупнат своето производство за да бидат поконкурентни на пазарот. Една од мерките е и земјоделските задруги. Мислам дека во Струмица има веќе едно 4 или 5 земјоделски задруги. Сметате ли, господине Велков, дека задругарството ќе поттикне и развој на... Видете, мислам дека за самиот пристап за производство, за самиот земјоделски производител е добро тоа што
дојде до идеја за формирање на задруги или покрупен начин за укрупнување на самите земјоделски стопанства, бидејќи знаеме дека со поголеми површини, поголемо производство ќе дојдеме до полесен пласман на самите земјоделски производители. Меѓутоа, јас не сум задоволен од постапката и начинот на функционирањето на тие земјоделски задруги. Баш пред некој ден имав комуникација со задруги формирани пред 10 година и кај нив има некој застој, бидејќи нема никаков напредок баш по тоа што е најважно, а тоа е начинот на производство. Значи, сите членови на таа задруга не влегуваат по правилен пристап во самото производство. Што значи? Одредување на која култура ќе се одредат членовите на таа задруга. Сгоре на тоа, неминовно ако се одредат за една култура да имаат иста сорта. Зошто го велам тоа? Бидејќи при самиот пласман кој имаат иста сорта или немаат некоја рашомонијада во товарните во откупните пунктови, полесно ќе најдат пласман, за жал тоа изостанува кај нашите земјоделски производители, и згоре на тоа и тоа што ќе го произведат, мислам немате организиран пласман. Добро, во секој случај задругарството е начин кога повеќе индивидуални стопанства ќе пристапуваат во заеднички пристап на производство. Можеби во иднина ќе се смогнат сили или ќе стигне некоја помош, ева мора да кажам, така ќе стигне некоја помош за ориентација како и на кој начин да продолжат во самото функционирање тие задруги. Бидејќи еве знаеме дека најголем број од ИПАР програмата сега тие задруги што аплицираа во Струмичкиот регион се однесуваат на добивање на откупни центри. Сега ако го има тој откупен центар, мислам бадијала ќе биде производот да стои во тој центар ако нема пласман. Да, но во секој случај поентата е на секој производител не само да произведе, туку и да планира каде ќе го пласира. Па види, јас мислам дека земјоделскиот производител, ако има една правилна функционалност таа задруга, земјоделскиот производител ќе биде задолжен да произведува, а треба да има трето лице одредено каде и како ќе го пласира тој производ. Добро, па го имаме овој начин. Еден произведува, трговците и откупувачите, па земјоделците реагираат на дека шлагот оди кај откупувачите, функционира тој систем. Добро, да им биде упросто да кажеме сега на новите задруги, меѓутоа тие што се поодамна регистрирани, мислам дека тие веќе во тој, баш тоа што го спомнавме на почетокот, веќе во тој период треба да седнат со одредени откупувачи, да им кажат што може да произведат, колку може да произведат. Дали ќе има шанса полесно земјоделскиот производител да го пласира тој производ. Значи сепак фали тој ланец, таа алка, тој синџир помеѓу откупувачите, производителите, земјоделците, за другите, како сакате, конзервно-преработувачките капацитети за едно планско производство. Значи дефинитивно кај нас се уште е стихино. Да. Иако се формирани задруги, јас мислам и во самите задруги е стихино производството. Да, ама еве праксата покажува. Свесни сме од теренот, како што велите вие, дека лани зелката пролетната имаше одлична цена, годинава двојно, тројно зголемени површини. Мислам нема да се двојно тројно, можеќе за нешто по-големи, меѓутоа имајќи го сето она што случува у нас за тие години, ако една година има даден производ добра цена, следната година. Да, ама Валандовско-Гевгелискиот регион со зимската зелка веќе реагираат. Па да, кај нив тоа ќе биде голема причина и за нашата зелка. Ако имаат не најдено пласман на нивната зелка, тоа ќе се совпадна заедно со нашиот производ и тука мислам ќе имат проблем нашите земјоделски производители. Ја спомнавте мерката млад земјоделец, зголемени се средствата на 20.000 евра, ако не се лажам, и старосната граница до 40 години. Не сум сигурен околу роковите, дали е поминат рокот. Сметате ли дека на тој начин може да се вратат младите кон обработливите површини? Па, видете, секој оно што сака екзистенцијата да бара преку земјоделието, мислам дека таа мерка е одлична, е добро одлична. 20.000 евра да ти даде некој, само мислам треба да се направи план каде и во што ќе биде насочена инвестицијата. Што значи уште од почеток ќе тргне без грижа на набавка на средства тој земјоделски производител. И мислам за и 40 години сепак станува збор за млад потенцијал, мислам дека таа е одлична мерка и секој оно што сака да се занимава со земјоделие, а јас би препорачал дека ако ги има тие да се пријавуваат, бидејќи сепак и сето оно што се случува во гледам јас некоја иднина во земјоделието. Дали за година, дали за две, мислам ти гледам некоја иднина во земјоделието, нема да биде тоа што се случувало, мислам дека има иднина нашето земјоделие. Ке имаме индивидуални земјоделски стопанства или правни субјекти кои што основна дејност ќе биде земјоделието?
Па мислам дека Бидејќи имам чувство дека се помалку индивидуални земјоделци имаме, а некако се повеќе правни субјекти кои што функционираат како земјоделски стопанства. Тоа ми беше зборот, бидејќи правните субјекти и добиваат и земјиште, пак засадуваат, имаат повеќе капитал наспроти. Па сета таа привилегија што имаат сите они кои што се здружени, да речеме, нивните стопанства се влезени во заеднички пристап на производство, ќе имаат голема предност и во производството и во пласманот, а тоа кога ќе го увидат индивидуалците, мислам дека од година во година ќе имаме се поголемо окрупнување. Само пак ќе потенцирам сите оние слабости што се тангираат во тие задруги да бидат веќе полека заборавени и мислам дека, пак ќе кажем, има иднина во нашето земјоделие. Колку, државата рековте дека треба да поведе поголема грижа, кога збораме за грижа, предпоставам дека треба да има и поголема контрола од страна на институциите. И во поглед на квалитетот на репроматеријалите, семенскиот материјал, начинот на исплата, на кого се доделува земјоделското земјиште. Имате ли направено една анализа колку пак од тој сегмент институциите водат грижа кон земјоделските стопанства? Не од делот на субвенционирање и делење средства и поттикнување на развојот, туку за она што значи примарно производство. Мислам дека во немал случаеви веќе и самите институции ги признаваат своите грешки. Зошто? Еве ќе го земе надлежниот инспекторат во земјоделие. Во немал случаеви и самиот признава дека нашиот земјоделски производител не употребува соодветни репроматеријали. Што значи? Активната материја на даден препарат не соодветствува на процентот со кој се продава. Што значи нашиот земјоделски производител е хендикепиран. И мислам дека тука треба да се води доста голема грижа, бидејќи успехот во самото производство зависи пред се од употребата на тие репроматеријали. Што значи? Дали дадено заштитно средство располага со дадениот процент на активната материја која е за сузбивање на одредена болест? Дали даден инсектицид соодветства со даден процент на активна материја за сузбивање? Да, господине, тоа го знаеме, но дали според вас доаѓаат од Сојуз на синдикати на земјоделски производители го прават инспекторат институциите, кои што им е основна дейност да направат контрола? Имате ли сознание колку тие се на терен активни? Мислам дека има одредени реакции од самите институции, меѓутоа треба да бидат зголемени во еден што повеќе. Бидејќи ако има успех самото производство и тие ќе имат успех. Ако правилно ја завршат нивната активност што треба да е, мислам дека ќе има неминовно подобрување во самото производство. Тоа што го кажав претходно. Да, и сметате и во делот на распределбата на земјоделските земјишта, и во делот распределбата на субвенциите, кој зема, кој не зема, дали се прави доволно контрола? Тоа ми беше зборот. Да, мислам дека еве кога споменавте субвенција, дека податокот вели дека за минатата година веќе имаме 5000 стопанства санкционирање, тоест не давање субвенции баш поради тоа што прават манипулации при приприемувањето на своите површини или своите количини на земјоделско производство. Мислам станува збор за голема бројка, што значи дека има активност од дадената институција. Да. А во однос на земјиштето? Исто така мислам дека во немал случаеви има и тука некои слабости, има реакции од самите земјоделски производители кои што сакаат да стапат со законска регулатива да добијат земјиште од државата. Мислам дека тие се хендикепирани и во одредени случаеви има доделување на земјиште баш кај оние што не произведуваат. И мислам дека за жал тука страда и самата држава, ако се даде на тие што се спремни да произведуваат, тука имаме зголемено и производство. Да. Долго време сте во аграрот. Според вас, рековте, цело време зборите за стратегија. Што е оној ваш предлог, еве и до институциите, и до земјоделците, и до откупувачите, за да се подобри состојбата и сликата во аграрот? Што треба да се направи, господине Велков? Сега да не се правам, јас сум најпаметен. Не сте најпаметен, туку ве прашувам. Неколку пати сум го веќе спомнал. Веќе кога ќе седнат на маса релевантните фактори и да дискутираат во сферата на земјоделието, сето она што е вклучено во самото производство, ево како што рековте и доделување на самото земјиште, мислам ќе произлезат идеи што и како понатаму. Има досега, мислам, доста слабости, веќе ги тагираме, да не ги повтараме.
пак ќе кажем, значи неминовна е комуникацијата баш со тие релевантни фактори кои што се најрелевантните во земјоделието. Значи пак ќе кажем, наука, Министерство за земјоделие, представници на земјоделци и самите откупувачи и преработувачи. Бидејќи знаеме тука ќе има конфронтации, ќе излегуваат разни проблеми или барења, меѓутоа кога ќе се седне неколку пати може да се најде решение. Значи сакате да кажете поинтензивни средби на со релевантните представници институции. од купувачите, од преработувачите, земјоделските здруженија, институциите, се мисли на Министерството за животно, земјоделство и шумарство, Агенцијата за поддршка развој на земјоделството, но и од науката, научниот сегмент. Науката си го прави своето. Имаме секојдневно нови сорти, да речеме, на дадени култури, нови средства, нови, дали станува збор од заштита или искрена, мислам дека е неминовно во секој сегмент да биде вклучена науката. Сега ние што случува на теренот? Дали во годината ќе имаме една средба, да речеме, баш со преработвачите и присуство на представник од Министерството за земјоделие, средбата се остварува баш во најлошиот временски период, веќе некаде мај, јуни, кога е стапено производство, на сила производство. Добро, но во секој случај вие барате од институции и се согласувам со тоа, но колку пак вие како граѓански сектор, кој што треба да ги застапува интересите на земјоделците, не излегувате со ваши барања, насоки, не во делот на исплата на субвенции, туку вие дали сте организирани како земјоделски здруженија? Ви има неколку во Струмишкиот регион, па да седнете и да изградите една стратегија. Ние сме земјоделски здруженија кои што сметаме дека тоа и тоа е потребно за 2020-та. Сега карикирам. Морава да бидеме реални, сето она што случува во последните неколку години со земјоделието предизвикува и слаба соработка со самите представници на земјоделските здруженија. Додека пред 3-4 години морам да пофалам, тогаш имаше секојдневни средби со здруженијата од нашиот регион и колку толку мислам дека барем се тангираат дадените проблеми. Кога е добра сезоната, тогаш немате проблеми. А кога нешто не оди, тогаш се обединувате. Пак ќе кажем, еве да речем јас да сум министер или некој си релевантен, јас не би бил задоволен со тоа што случува во земјоделието. Не е земјоделие зелката, само или индустријска пипер. Земјоделие е волката, земјоделие е овцата. Апсолутно, но со години тоа го збориме, туку едноставно како решение да се понуди. А и да е добро, ние мора да бараме што повеќе. Така е. Благодарам Велков што бевте дел од емисијата Визави на програмата на Канал Вис. Направивме на ретроспектива за она 2019-та кој што полека изминува. Заклучокот е дека треба се уште да се работи од сите инволвирани страни во овој комплекс. Благодарам на поканата и бидејќи е крајот на годината, нашите земјоделски производители да им честитаме новата 2020 година и да им посакаме на успешна и берекетна производствена година. Така. Благодарам и за вниманието со кој што не следевте, почитувани гледачи. Пријатно.